Еколошката свест на населението е на премногу ниско ниво. Не можеме за жал да се пофалиме со некоја голема свесност. Но за среќа Националниот парк Галичица од 2020 година има изработено 5-годишна стратегија за развој на еколошката едукација, во која се развиени низината визија, мисија, акциониот план за нејзино спроведување. Еколошката едукација е долгорочен процес, но со постојано нејзино спроведување сметам дека на тој начин ја зголемуваме свеста за животната средина и кај младите го поттикнуваме прашањето како до заеднички да подобриме животната средина, да го направиме едно подобро место за живење. Националниот парк Галичица активно делува во полето на еколошка едукација. Можеме да се пофалиме дека во 2022 година беа едуцирани повеќе од 1000 ученици во Охридско-Преспанскиот регион, што е значително одлична бројка. Исто така, тука морам да ги напоменам силно развиената инфраструктура со која располага паркот. Тука ни се инфоцентрите во Охрид и во Стење, едукативната патека Галичица на дланка, заедно со низината зелена училница, големиот број на информативни, големиот број на промотивни едукативни материјали, модулите кои се развиени во текот на реализација на голем број проекти и слично. За Националниот парк Галичица во овој момент најголеми закани представуваат отпадот за жал, кој што е честа глетка на територија на паркот и тука се и дивоградбите, но затоа се стремиме кон постојана еколошка едукација, особено со учениците од предшколска и училишна возраст, за да заеднички направиме некоја промена во Националниот парк Галичица. Најголема поддршка за заштитените подрачја, особено за Националниот парк Галичица, нормално е финансиската поддршка. Министерството треба да започне да ги финансира заштитените подрачја. Тука исто така ние вмежување со другите институции, преку граничната соработка, сето она би помогнало до подобро управување на Националниот парк Галичица.